Она што е обликувачка глина за западната цивилизација каква што ја познаваме денес, е грчко-римската, подоцна и христијанската традиција. Многу пати предетерминирани од ова, само затоа што нарациите, знаењата, преданијата и традициите на древните цивилизации до нас доаѓаат преку овие антички култури, помислуваме дека потеклото е токму во нив. За Рим знаеме дека многу за својата култура и должина по старата хеленска култура, додека самата хеленска култура за свој културолошки пример го има Египет. Со сигурност знаеме дека поголемиот број на старогрчки филозофи поминувале извесен период во Египет во потрага по знаења со кои располагало пред се египетското свештенство. Самиот Египет, колку и да е древен, дури во и на старата своја фаза, има во најмала мера современици, а и постари претходници. Ако направиме една временска скала, цивилизација која оди најдалеку во историјата е секако Сумер или Шумер, зависи од транскрипцијата и изговорот. Сумер е секако најстарата цивилизација која ни е позната и чиешто појавување и ден денешен представува енигма, затоа што нема еволутивен развој, туку изгледа како одненадеж да е изникната од земја со веќе развиени земјоделие, обработка на кожа и текстил, познавање и обработка на метали, развиена архитектура, грнчарство, писмо преку кое можело да се изразуваат и апстрактни концепти, а со тоа и литература и поезија, и најважно од се, сумерите имаат развиена религија со комплексен пантеон. Иако би било најзгодно да започнеме со Сумер, овде Сумер ќе го оставиме како место на злосторот како во еден детективски роман, додека ние ќе тргнеме во потрага по доказите на други места и низ други цивилизации. Пантеон кој на западниот човек му е најразбирлив, како што реков на почетокот, е секако грчко-римскиот пантеон. Па затоа накратко ќе погледнеме неколку важни делови од таа митологија. Според Роберт Гревс, односно неговото антологиско дело Грчки митови, од првобитниот хаос се одвојува мајката земја, односно Геа, која во сон го раѓа Уран, односно небо. Ова е тој прв примордијален пар на божества, од кој се изродуваат титаните. Власта на Уран му ја одзема еден од неговите синови, титанот Крон, односно богот време, а тоа го прави со кастрирање. Крон подоцна за своја сопруга ја зема својата сестра Реа. Геа, заради кастрирањето на Уран, го проколнува Крон, дека еден ден и него ќе го симне од тронот еден од неговите синови. Од тие причини, Крон ги јадел сите своји деца кои му ги раѓала Реа. Сега за да скратиме, најмалиот син на Крон и Реа е тој што конечно поредица заплете и го симнува од тронот својот татко Крон. Најмалиот син на Крон и Реа е секако нам познатиот врховен бог во грчката митологија, Зевс. Зевс е врховен бог и покрај две аномалии во приказната. Првен тој е во третата генерација на богови, каде првите две генерации паѓаат во заборав, и второ е најмалиот од трите синови на Крон и Реа, каде најстар е Хад, потоа Посейдон и на крај Зевс. Крон и Реа имаат и три ќерки: Хестија, Деметра и Хера. И овие 6 богови се првите 6 главни божества во олимпискиот пантеон. Останатите 6 се без исклучок деца на Зевс, односно врховниот бог. Со божицата Метис ја добива Атена, со Деметра ја добива Персефона, со Лето ги добива Артемида и Аполон, со Неа го добива Хермес, со Семале го добива Дионис, додека Афродита се смета дека е настаната од крвта на отсечените гениталии на Крон, кои ја имаат оплодено Геа. Па како таква, генеалошки била постара по потекло од сите останати и би било невозможно да се игнорира нејзиното присуство во олимпискиот пантеон. Она што е фасцинантно во овие митолошки представи е деталниот опис на својствата, задолженијата и одликите на самите богови. Зевс како врховен бог е громовник и негов домен е небото.
Посејдон е владетел на морињата и негово оружје е тризабецот, додека Хат владее со подземниот свет и негова одлика е способноста за невидливост. Бидејќи Хат живее во подземниот свет, тој не е вклучен во основниот олимписки пантеон од 12 богови. Еве краток преглед на овие 12 олимписки богови и нивните карактеристики. Зевс, врховен бог, громовник. Посејдон, владетел на морињата. Хера, небесна кралица како сопруга на Зевс и божица на бракот. Хестија, божица на домот и куќното огниште. Деметра, божица на земјоделието. Атена, заштитничка на градовите, божица на војната, занаетите и предце на мудроста. Артемида, божица на ловот и дивите животни. Аполон, богот на сонцето, уметностите, медицината и стрелаштвото. Хермес, познат пред се како гласник на боговите, покрај тоа што е и бог на трговијата, благосостојбата, среќата, јазиците, кратците и патувањата. Арес, бог на војната, Хефајст, ковач на боговите, Афродита, божица на љубовта. Ова секако не е целосниот список на богови, но овие 12 го чинат тој потесен круг на олимписки божества, кој мора да се нагласи уште еднаш се трета генерација на богови. Ние денес, заради конвенција, сме навикнати да ги користиме зборовите бог, божица, богови, не правејќи разлика меѓу ликовите од грчката митологија и апстрактниот универзален бог на монотеистичките религии. Затоа поединечните јазици во различните култури ќе ни помогнат подобро да сватиме за што всушност станува збор. Погоре набројаните олимпијци, како опис на нивната природа имаат општата множинска именка Θεοί, додека во еднина Θεός, пример Θεός Зеус. Главна карактеристика на овие Θεοί, која се нагласува од проучувачите на митологијата, е нивната антропоморфна природа, односно нивната физичка сличност со луѓето. Антропос на грчки значи човек и овде имањето на општа именка Θεοί, која ги означува овие индивидуи, јасно укажува на нивната различност од оно што е човек по сите параметри, односно антропос. Овие Θεοί имаат надприродни моќи по човечки стандарди, но истовремено во самите митолошки нарации се гледа нивната несовршеност, карактер на разноликост, можноста да бидат повредени или убиени и најинтересно од се, нивната генетска компатибилност со луѓето за сексуално општење и прокреација. Бидејќи овие митови од модерната наука се сметаат за символична представа на светот со кој биле обкружени луѓето од далечната антика, самите митови имаат преживеано како такви, без да бидат сериозно цензурирани. Различните Θεοί во древна Грција имале и своји места на култ и обожување, односно храмови кои редовно биле во функција на природата на богот, односно неговите својства. Типичен пример се светилиштата на Аполон, кои редовно биле места за претскажување на иднината, односно биле места каде смртниците можеле да се советуваат со богот преку неговите свештенички. Најпознат таков пример е пророчиштето во Делфи, кое го има консултирано и Александар Македонски. Поимот Θεοί, односно Θεός, има свој пандам во сите јазици на древните народи и цивилизации. Очигледно е дека на почетокот имал функција на придавка која подоцна преминала во употреба како општа именка за означување на индивидуи со одредени карактеристики различни од оние на обичните смртници, односно луѓето. А сепак, секоја од овие индивидуи е позната по своето лично име. Во древниот Египет, цивилизација која изгледа уникатна и посебна, го имаме поимот Нутеру, кој е аналогија на Θεοί, додека аналогија на овие Нутеру и Θεοί наоѓаме во вавилонските, акадските и пред се изворно сумерските митолошки ликови под името Анунаки. Книга која најдобро го објаснува формирањето на овој сумеро-акадско-вавилонски пантеон е епот Енума Елиш, односно епот за создавањето. И овде, слично на Уран и Геа, го имаме примордијалниот пар Апсу и Тиамат, како што илустрираат почетните стихови на епот. Кога горе небото се уште немаше име,
кога долу земјата се уште немаше име, кога дури правобитниот Апсу, создавач на боговите, и мајката Тиемат што ги роди сите, ги мешаа без меги своите води, кога немаше напластени трски, кога шамаците не се гледаа, кога ниту еден бог се уште не беше појавен, не го беше добил името, ниту пак му беше определена судбината. Тогаш се родија боговите од утробата на Апсу и Тиемат. Неизбежна е сличноста во представите и тие представи во сите древни цивилизации, без оглед на временската епоха во која се создавани или јазикот на кој се раскажувани овие древни собитија. Лебди впечатокот, дека сите раскажуваат една иста приказна. Секаде ликовите се исти и дека оваа митска хиерархија е секаде иста. Секаде двојството небо-земја. Секаде 3 генерации на богови. Секаде конечно устоличување на третата генерација од 12 главни божества, односно, како што реков, Сеи, Деи, Нутеру, Анунаки и конечно еврејските Елохим. Токму еврејската, односно старозаветната представа е единствената жива представа на овие древни собитија, затоа што е представена во книгите на Стариот Завет од Библијата, која е основа за еврејската религиозна традиција, присутна и ден денешен. А преку истите представи влијае на подоцнежното формирање на останатите две монотеистички религии – христијанството и исламот. Најинтересно од овој аспект е првата книга од она што е срцевина на јудаизмот, а тоа е така нареченото Мојсеево петокнижие или Тора. Содржината на првата книга има најмногу допирни точки со останатите политеистички представи и сега веќе со сигурност се знае дека е препис на постари текстови од сумеро-акадската традиција, што најочигледно се гледа во споредбата на епот за Гилгамеш и првата книга од Библијата Битие. Контактот на овие две култури настанува во така нареченото вавилонско робство. Робство кое е опишано во Псалмот 136, крај реките вавилонски. Библијата е текст кој е уредуван и препишуван во вековите наназад, а со самото тоа, текстот има стекнато своевидна синтетичност, односно со малку зборови да пренесе многу информации. Таква е самата прва реченица. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Овде веднаш паѓа во очи истата дуалност небо-земја, како и во другите митолошки представи. Со тоа што овде во сите преводи на Библијата се остава впечатокот дека ова примордијално одвојување на небото и земјата е дело на еден универзален трансцендентален Бог. Но дали? Текстот на оваа реченица на библиски еврејски јазик гласи вака: Берешит бара Елохим ет хашамаим веет харес. Зборот Елохим, кој во сите преводи на Библијата е преведен со еднинската именка Бог, дека самиот збор Елохим на еврејски е множинска именка, како што се Гиборим, Нефилим, Малаким и така натаму. Еднина од Елохим е Ел или Елоа, а множината на самата именка е потврдена и од фактот што на оваа именка секогаш во реченицата следи глагол во множина. Пример, Битие глава 1 стих 26. Потоа рече Бог да создадеме човек според нашиот образ, подобие како што сме ние, кој ќе биде господар над рибите морски и над птиците небески и над зверовите, над целата земја и над сите гадинки што се движат по земјата. Подоцнежниот дел на приказната, оној со Едемската градина, уште повеќе укажува на мноштвото на овие индивидуи и на нивната физичка природа. Пример, имаме Бог кој не може физички да го најде Адам кој се крие поради јадењето од дрвото на познавањето на доброто и злото. Ја имаме змијата кој има антропоморфни карактеристики која ја наговорува Ева на јадењето од истото дрво. Кај овие два лика ги насетуваме сличностите со Енлил, кој овде е представен со универзалниот Бог, и Енки, кој во Сумер бил познат како змиолик Бог, кој на човештвото му ги има пренесено сите знаења. Книгата Битие, како што веќе споменав, е препис на постари книги, кои подоцна се едитирани за да можат да се вклопат во севкупниот старозаветен наратив. И покрај тоа, очигледно е дека и во самото Битие,
Елохим е група на антропоморфни битија со особини супериорни во однос на луѓето, а сепак генетски слични и компатибилни. Без претерување, можеме да кажеме дека и овде, макар малку позавиено, се пренесува приказната за овие битија кои во дамнешни времиња оделе по земјата и со своите дела на човештвото му имаат пренесено цивилизацијата онаква каква што ја знаеме денес. Велам оделе, но со оглед на тоа дека разни документи од типот на Сумерската листа на кралеви или Торинската листа на кралеви, едниот сумерски, другиот египетски документ, во кој се укажува на долговечноста на овие индивидуи, можеме да претпоставиме дека и денес некои од нив се овде меѓу нас. Но тоа е друго истражување. Последното што мораме да го опфатиме овде е трансформацијата на овие супериорни, но сепак конкретни физички суштества во еден универзален Бог, кој има духовна, трансцендентална и универзална природа. Затоа мораме да отидеме во Египет, во Александрија од средината на 3 век пред нашата ера, каде во полн процут е неоплатонизмот, под чие влијание овде за прв пат настанува преводот на еврејската Тора од еврејски на грчки јазик. Овој превод и денес е познат под името Септагинта, заради фактот дека ја преведувале по 6 учени од сите 12 племиња на Израел, што вкупно прави 72 преведувачи. Од тука Септагинта, или Библија на 70 мината. Во овој превод, множинското Елохим е преведено со еднинското Теос, додека други имиња, кои очигледно се еднински, се направени да бидат синоними на овој Теос, како на пример Ел Јахве станува Кирие, односно Господ, Ел Елион станува Севишен, Ел Шадај станува Семоќен и така натаму. А сепак сите се синоними за еден единствен и универзален Бог. Теос како превод на Елохим подоцна со латинските преводи станува Деус, односно Бог на сите модерни јазици. Концепт кој митолошката представа за овие теои, Нутеру, Анунаки од древните времиња, преку филтерот на неоплатонизмот ги има претворено во еден универзален сеприсутен трансцендентален Теос, односно Бог. Од тука потеклото на теизмот, кој и ден денешен ги обликува нашите животи, општество и традиција.